Не знам, брат. Колеги, може? Може. Јавното обвинителство до овој момент во врска со овој кривично правен настан има осомничено повеќе од 20 на лица, околу 15 лица се во полициска станица, дел од осомничените за предизвикување на овој кривично правен настан се починати, согласно сомненијата кои што ги имаме досега од аспект на осомничени. Дел се во болница. 4 лица имаме моментално обезбедени во болница. 2 члена на бендот, син на собственик на дискотека и управител на правното лице кое што ја менаџирало дискотеката. Дел од приведените лица кои што моментално се во полициска станица се луѓе кои имаат директна вина во врска со овој кривично правен настан, согласно доказите кои што ги имаме досега собрано. Односно, приведено едно лице кое што е организатор на настанот и за кое што имаме сомнение дека е еден од оние кои што имаат директна вина во рамки на сторување на конкретни кривични дела поврзани со овој настан. Исто така, приведени се поранешен државен секретар на Министерство за економија, поранешен, мислам дека и сегашен, раководител на еден сектор во рамки на Министерството за економија. Имаме приведено поранешен директор на дирекција за заштита и спасување и тројца вработени во рамки на дирекцијата. Дел од приведените кои што се во Кочани, се луѓе кои, како што напоменав, биле организатори на самиот настан, дел биле вклучени во рамки на обезбедување, дел биле вклучени во рамки на други активности кои што се случувале вечерта. Разговор од страна на полициските службеници во Скопје со очевидци на настанот извршен со над 25 лица досега и континуирано ќе се продолжи со прибирање на соодветни информации поврзани со кривично правниот настан. Имаше прашање во врска со лиценцата за работа и така натаму. Легална лиценца за работа оваа фирма нема. Не би сакал да откривам повеќе детали во таа насока, заради тоа што сме во многу рана фаза во рамки на оваа истражна постапка, но сакам едно да кажам, а тоа е дека и оваа лиценца, како и многу други работи во минатото во Македонија е поврзана со мито и корупција. И сакам да и напоменам на македонската јавност дека, за разлика од претходно, во овој случај имаат име и презиме тие кои што се вклучени директно во рамки на нелегалното издавање на лиценци и ќе одговараат за тоа. Во однос на прашањата кои што ми ги поставивте претходно. До сега се утврдени повеќе од 20 повредени малолетни лица и 3 починати малолетни лица. Во дискотеката имало негде, согласно првичните информации кои што ги имаме, околу 500 лица
негде околу 250 карти се продадени согласно информациите кои што ги имаме добиени. Имињата на почитатите по завршување на идентификација ќе бидат доставени до семејствата. Идентификувани се најголем број од жртвите. Сите тела кои што беа во рамки на кривично-правниот настан се извадени од лице место. Во критична состојба имаме 22 лица и дел од овие лица ќе бидат пренесени со авион во Турција, дел во Бугарија, дел во Грција и истите ќе биде даден соодветен третман за нивно лекување. Денес Македонија плаче ама одговорност има за секој еден од корумпираните, неодговорните и секој еден кој што има директно или посредно влијание за настанување на овој кривично правен настан. Овие информации кои што ги изнесов сега се за досега утврдената фактичка состојба која што имаме согласно досега собраните податоци. Ќе следат и други действија во текот на денешниот ден, во текот на утрешниот ден. Во координација со јавниот обвинител имавме состанок во текот на денешниот ден на 2 пати. И во координација со сите оние обвинители кои што го зајакнаа бројот на обвинители во рамки на Кочани, се постапува и ќе ги превземеме сите потребни действија за целосно, темелно расветлување и расчистување на се што е поврзано со овој кривично правен настан. Одговорност мора да има. И чим? Министр Тошковски, сега кажавте дека лиценцата била нелегална и така натака. Лиценцата е добил во 23-та година со важење до 24 март 2024 година. Цела година дискотекава работела без лиценца. Полицијата веројатно знаела, полицијата веројатно не превземала действие и не ја затворила. Втора работа, не ми одговорите на прашањето дали оваа фирма има сертификат за употреба или за ракување со пиротехнички материјали, кој што го издава МВР по комисија. Значи треба да полага тој за да го има тој. И трета работа, како оваа дискотека работи после 1 часот, со оглед на тоа што треба да добие согласност од градоначалникот да работи после 1 часот, и зашто му е дозволено да се дискотеката да се реновира цело лето, а сега гледаме дека градоначалникот овеќе е абстрахиран од било каква одговорност. Ви благодарам на прашањата. Ќе ве замолам како новинари одговорни за соодветно информирање на јавноста во вакви критични, ужасни моменти за македонската јавност да не шпекулирате. Прашањето кое што го поставивте во однос на лиценца издадена 2023 година е обид за манипулација. Не е таа лиценца која што ја напоменав ја во рамки на мојот одговор. Јас говорам за други две лиценци кои што ги имам овде, кои што се издадени 2024 година и кои што се во најмала рака фалсификувани лиценци. Затоа ви велам, немој да шпекулирате. Осетлива е јавноста. Станува збор за нелегални лиценци кои што се издадени 2024 година, овде ги имам две. Тие се доказ во постапка, не можам да ги споделам сега. Не дека не сакам. Станува збор за лиценци кои што се нелегални, невистинити, фалсификувани, како сакате кажете ги. Кои што се добивани, предпоставката е постојат основни сомненија на коруптивен начин. Затоа е приведена од економија државната секретарка порано. Значи, ги кажав сите факти кои што требаше да ги кажам во форма која што сметам дека сега нема да ја загрози истрагата понатаму. Ви кажав кои луѓе се приведени, ви кажав кој тип на луѓе се осомничени за сторување на кривично дело поврзано со овој кривично правен настан. Полицијата реагира и соодветно реагирала и во текот на вчерашниот ден.
максимално реагираме колку што можеме да реагираме во рамки на сето она кое што требаше да се стори како действие од аспект на соодветно обезбедување на теренот, помагање во делот на транспортирање на сите повредени, најбрзо што можеше да се изреагира, хеликоптер беше активиран, сите тимови се донесени на полицијата во рамки на Скопје, не само на полицијата, Центар за управување со кризи, сите останати институции кои што се релевантни да констатираат фактичка состојба се ангажирани на терен и даваме максимум од себе си. Приведени се преку, напоменав, ви кажав, при осомничени досега имаме 20-тина, го откриваме криминалот кој што се таложил преку 30 години во оваа држава. Со криминал и корупција стигале, еве до што стигале. И еве на крајот какви действија ние ги чувствуваме како граѓани во оваа држава. А зашто не сте преземале мерки пред да се случи ова? Вие сте година денес. Ве молам се, значи ве замолувам. Добро, јас ве замолувам се. Конкретни одговори. Ве замолувам, ве замолувам, немој да ја манипулирате јавноста во овој момент. Други прашања, поставувам прашање легитимно. Починати лица освен тие 59 на почеток што. Дали има промена во таа бројка на починати? Бројката која што ја имам досега е таа. 59. Против колку има потерница, за колку има потерница, дали се... Ви благодарам на прашањето. Оние 4 лица за кои што беше распишена централна потерница се обезбедени, во тој момент немавме информација каде се. Овие лица се обезбедени во рамки на клиниките кои што да речеме во рамки на болница се истите. Градоначалникот повикане на сослушување на разговор во полиција? Значи согласно законските одредби кои што досега ги анализиравме, надлежен за издавање на предметна дозвола во рамки на постапување е Министерство за економија. Надлежен за се што е поврзано со самите услови кои треба да се исполнат, а е поврзано со пожарите, е Дирекција за заштита и спасување. Секој еден друг за кој што ќе утврдиме дека има соодветна незаконитост во рамки на своето постапување, ќе постапиме како и за овие што постапивме до сега. До сега немаме утврдено никаква одговорност на градоначалникот. Да, факт е, порано дозволата била издавана од страна на општините, но со последните измени на законот, колку што сум информиран, дозволите се издаваат од страна на Министерството за економија. За согласност за работа постои 1 часот издава градоначалникот. Повелете се како постапувало, односно не постапувало во случајот со мрежите за Станува збор за сомнежи во насока на пропуштање на должен надзор и во насока на непостапување согласно законски должности кои што се утврдени во рамки на закон. Сега за сега тоа можам да го соопштам на јавноста. Министр, споменавте корупција, резултат на корупција и споменавте фалсификат лиценците кои се даени. Веќе наголемо се шпекулира со некои луѓе што зборуваат на окочани, дека за оваа лиценца, за една од лиценците веќе и дадено 7.000 евра како мито. Дали имате вие сознанија некакви за некакви уплати и на кого? Односно која институција се изменува? Го кажав она што имав да го кажам. Да, точни се предпоставките согласно информациите кои што ги имаме досега, дека и во овој случај, како и во многу други случаи, имаме мито и корупција. Имаме основи за сомнение дека има мито и корупција и во овој случај. Само сега ќе има име и презиме. Ќе има одговорност. Повелете други прашања. Благодарам.